Одржливиот развој, но и овозможување на соодветни и пристојни услови за живот на жителите кои што живеат низ општините и градовите во нашата држава е секако главна цел на локалните самоуправи. Именно транспарентна и одговорна работа на општина Киселавода, дефинирана како една од нејзините стратешки периоди, во изминатиот период овозможи нов концепт на функционирање на оваа локална самоуправа. Кои се новите предизвици, реализирани и проекти кои што треба да се реализираат во иднина, дознаваме од мојот следен гостин. Ќе го поздравам градоначалникот на општина Киселавода, Орце Ѓоргиевски. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден, благодарам на поканата и поздрав до вашите гледачи. Најпрво да ви упатам честитки за прекрасната модернизација на студијата, навистина прекрасно изгледа. И се надевам дека удобно се чувствувате, пријатно. Да, одлично. Морам да истакнам дека постојано имате нови проекти, постојано сте активни и работите и човек понекогаш е тешко да ве следи во представувањето на сето тоа што го работите за овозможување на подобри услови за живење во општина Киселавода. Инаку општина Киселавода пред една седмица објави дека нуди 20 нови дигитални услуги за граѓаните и ова е втора фаза во процесот на дигитализацијата која што ја имплементирате. Што конкретно се нуди со дигитализацијата и кои се пред се придобивките за граѓаните? Па видете, генерално земено уште од самиот почеток, уште во предизборието тоа го ветував, дека под една страна ќе сакам, откако ќе стапам на функцијата, да го олеснам процесот на достапност на услуги до нашите сограѓани, а од друга страна да влијаеме на спречување на корупцијата, истовремено и на транспарентноста. Како општина морам да признам дека она темпо кој што го движиме изминативе 2,5 години дава резултати. Од една страна е очигледно задоволството кај нашите сограѓани, од друга страна пак нудиме многу услуги, како последниот пакет цел сет што го направивме за дигитализација, во кој што имаме 20 нови услуги, кои што практично ќе олеснат целосно постапката за било каква процедура која што граѓаните треба да добијат од страна на општината, како што споменав, од една страна и од друга страна пак ќе се спречи контактот вработен и странка. Знаете кога го спречувате. И тоа беше најтешкиот дел за граѓаните, како да дојдат во општината, да завршат работа за некакви документи, стануваше збор за чекање со денови, па не наоѓање на предмети, многу комплицирано. Точно, без притоа некој од вработените да народски кажано да глуми величина, па да треба со денови, со месеци да чекаат за истото. Сега е многу едноставен целиот процес. Јас најпрво го воведовме делот на дигитализација на сите урбанистички планови, затоа што во минатото граѓаните не знаеа со што се соочуваат на сопствениот плац, а камоли во околината во која што живеат, и сметам дека еден сериозен исчекор во транспарентноста беше тоа, така да направивме прво сите планови урбанистички да бидат дигитализирани и сите се јавно достапни, така да граѓаните во секое време можат да имат увид во населбите кај што живеат, но практично и во целата општина. Тоа беше првата фаза. Дополнително изводите од детален урбанистички план направивме да се вадат, освен што можете и да дојдете вие како странка да го извадите, сега можете и електронски сето тоа да го направите. Во рок од 72 часа мора да ви биде вратен изводот од детален урбанистички план и сега со последниот сет на мерки сите останати услуги кои што подразбираат дали е тоа барање за еднократна парична помош, дали е за упис во градинките. Знаете, во минатото мене многу вака сериозно ми сметала реченицата треба да имаш врски за да го запишеш детето во градинките. Неубаво звучи, токму заради сите овие работи или не знам, дали е тоа некој сет на мерки кои што го нудиме ние за по кој што граѓаните треба да аплицираат. Како што споменав, еднократна парична помош имаме сега од наредна недела, распишуваме постапка за повторно за дечиња на социјално ранливи семејства кои што ќе летуваат. Ова ќе биде втора година како го споредуваме целиот сет, така да ќе биде поедноставно, подостапно за граѓаните. Има и еднакви можности за сите. Еднакви можности за сите, но и има одреден рок во кој што мора службеникот да одговори. Доколку не одговори, нормално дека службите кои што се задолжени за тоа можат да дадат предлог до мене да биде истиот тој кој што нема да постапи од различни причини казнет за истото. Тука е потврдата за она на кон што сте насочени транспарентност во работата и брз и соодветен одговор на барањата на граѓаните. Образованието секако еден од приоритетите за кои што се залагате и покрај тоа што најавувате дека
ќе се гради нова градинка. Најавивте искрадба на ново училиште во село Драчево. До каде се овие проекти? Вага се, во однос на градинката не е една, туку две градинки. Така. Едната веќе беше ставен камен темелник, се наоѓа во тој Кокиче објект во непосредна близина на училиштето Невена Георгиева Дуња, блиску до општината. За жал морам да констатирам дека во изминатиот период имаме обструкција од страна на градот Скопје, не само јас, туку и останатите скопски градоначалници. Ние на одлука на Совет имаме донесено ослободување на комунали, од комунали за изградба на тој објект. Градот Скопје беше индиферентен по тоа прашање, затоа што треба и градот да ни истото да го спроведе со одлука на Совет, кај нив на седница на Совет. Градот беше индиферентен со администрацијата и градоначалничката, одговорија советниците и морам да признаам и истакнам дека сите советници во Советот ја поддржаа иницијативата, не ослободија од комунали, но градоначалничката го понешти тоа. Ова е потврда дека за реализирање на одреден или голем број на проекти колку е потребно институциите кои што се директно инволвирани да бидат во заедничка соработа. Точно. Сега кога станува збор за таа градинка, значи имаме целосно обезбедени финансиски средства, проект камен темелник е поставен на истото, не можеме да ја продолжиме градбата. Граѓаните чекаат, вие сакате реализација. И верувам дека за многу брзо ќе биде надминат тој проект. Тоа е за едната градинка. Истовремено, што туку заврши постапката за уште една нова градинка во Расаник, значи паралелно две нови градинки се градат на територија на општина Кисела Вода, а во село Драчево, бидејќи годинава 100 години се слават од постоењето на училиштето Свети Климент Охридски во село Драчево, ќе ги израдуваме мештаните таму, жителите, затоа што тие се и емотивно врзани со тоа училиште. Започнавме веќе со расчистување на теренот таму. На местото каде што се гради новото училиште, има фирмата, компанијата која што ја добила целата постапка вовед во работа направено, така да за некои 10 до 15 дена би ставали официјално камен темелник на самото место, така да е еден од проектите, морам да истакнам, многу сме реализирале проекти изминативе 2,5 години, но еден од моите подраги проекти, бидејќи во тоа училиште јас и забавиште сум учел, така да и јас сум еден од тие кои што се емотивно врзани за тоа место. Од неодамна, поточно на еден убав празничен ден, Цветници, беше осветен македонскиот крст во Драчево. Тој е втор по големина во нашата држава. Како реагираа граѓаните, жителите на општината за овој ваш проект и дали масовно го посетуваат? Па, освен што се создаде една убава приказна, бе еден убав символ кој што е одлика не само на Драчево, туку и на цела општина наша Кисела Вода, но и на Скопје. Морам да истакнам дека со радување го прифатија нашите сограѓани целиот проект, за исто да сакам да се заблагодарам и за целата логистичка поддршка на нашиот поглавар, на дедото Стефан, кој што постојано, нели за други проекти, но и за овој посебно беше фокусиран и ни даваше максимална поддршка, и на господинот Тодор Петров од Светскиот македонски конгрес. Ние имавме, како што споменавте, на Цветници свечено нели осветување на македонскиот крст во Драчево, кој што беше една манифестација која што беше доста посетена на наши сограѓани, но мене ми се радувам искрено што особено за помладиве луѓе во Драчево, постојано јас со мојот син често пати знаеме да отидеме да го посетиме местото, постојано е полно со дечиња таму, има и други останати содржини каде што се рекреираат децата. Потребни се такви простори на граѓаните, да? Треба, недостасува во Скопје, генерално недостасуваат такви проекти. Ние работиме и паралелно и на нов рекреативен центар, Покрсти се вика тоа, тоа доаѓа на кај манастирот Пеленица, во Ридот над Драчево, така да... Каков е планот? Кога би почнало да се реализира тоа? Па се реализира, веќе работиме на истото. Таму е предвидено 2 плоштади да има, од кои што едниот мини плоштад е помале, поголемина е веќе направен. Треба да направиме целосно поврзување со асфалтирање, за да може и лица со попречености, повозрасни лица, но и млади родители со дечиња кои што не можат да го изодат цел тој пат, да им биде пристапно со возило, така да сме во некоја напредна фаза. Работиме интензивно и таму, и тоа беше, знаете, кога станав градоначалник, често пати ја користев фразата дека сакам во мојата општина за викендот да поминам заедно со моето дете и сопругата, како сите останати млади што имаат можности во многу други општини, но за жал во мојата општина до тога што не беше пракса, и
токму покрај сите инфраструктурни проекти, подземна, надземна инфраструктура, инвестиции во образование, во спорт и така натаму, сериозно се фокусиравме и на овој дел да во секое населено место се трудиме да има по едно вакво катче каде што сите категории на нашите сограѓани ќе можат квалитетно да си го поминат своето време, оноку колку што можат слободно да си го дозволат за себе и за семејството. Бидејќи немаме многу време, имаме навистина многу за што да зборуваме, само накратко ќе споменеме дел од инфраструктурните зафати за кои информирате периодов. После 30 години целосно е реконструирана улицата Марко Орешковиќ со краците, потоа има изградено нов паркинг простор, изградба на неколку детски катчиња. 2 години од мандатот вие практично го завршивте со реализација на 90% од реализираната програма. Што може да очекуваат жителите на Киселавода во периодот што следува? Со оглед на тоа што се надминува еден јас, не само за мојата општина, туку и генерално за сите општини. Јас нели сум и прв човек на ЗЕЛС, односно координатор на градоначалниците низ Македонија. Имавме многу слаба, да не речам никаква соработка со минатата централна власт. Имаме промени за среќа во Република Македонија и верувам дека со она ветување кое што председателот Мицкоски и премиер практично иден во држава го вети за стимулација и поддршка на општините за 250 милиони евра на годишно ниво, тоа е 1 милиарда за 4 години за општините, тоа ќе бидат средства кои што се од граѓаните наши, но за жал на погрешен начин се интерпретирале во минатото, односно некаде стигнувале, некаде не. Со таа поддршка и со оној ентузијазам кој што мора да се забележи дека го има речиси во сите општини низ Македонија кај градоначалниците и раководството на истите, мислам дека секаде ќе следат доста капитални проекти во наредниот период. Јас веќе започнав како председател на ЗЕЛС во обиколка на општините. Во фокусот ми се првенствено општините во Скопје, каде што дополнително, освен проблемот кој што го имавме во минатото со централната власт, имаме проблеми со локалната власт, за жал ќе кажам, на град Скопје. Ви веќе имавте средби со вашиот колега од Бутел, градоначалникот Дарко Костовски, потоа градоначалникот на Чаир, така? Да, и продолжуваме во наредниот период. На тие состаноци генерално ги утврдуваме приоритетите и недостатоците од минатото, но и проектите со кои што ќе се настапи во партиципирањето сега од како ќе се формира владата после ребалансот на буџетот, така да верувам дека јас како што споменавте имам над 90% реализација на проектите. Има останато за реализација проекти во мојата програма кои што не се врзани со моите ингеренции или пак биле заеднички ингеренции и се поврзани со централната власт. Истите ќе бидат реализирани во наредниот период. Едно од нив е полициската станица во Киселавода, која што со актуелниот министер за внатрешни работи господин Тошковски ја најавивме веќе и бевме на посета на локацијата, каде урбанистички не е среден просторот. Пожарната е надлежност на град Скопје, веќе е готова и е во рамките на цементара, но градоначалничката одбива веќе година и половина да ја прими. Проблемите се редовен дел од секој на што го работите, така да ќе продолжиме интензивно со дореализирање нови проекти кои што веќе не се отпочнати и секако завршување. Моја цел ќе биде крајна, да тоа ретко се случувало од 90-тите години наваму, да имам 100% реализација на мојата програма и верувам дека ќе биде така. Да. Времето не сгази, морам да кажам. Имам уште прашања, меѓутоа ќе оставиме за некое следно ваше гостување. Само за крај порака до вашите граѓани и жителите на Киселавода. Па ништо, сега може да порачам да бидат живи и здрави, убаво да го поминат празникот и продолжениот викенд со своите семејства, да трошат што повеќе време на своите семејства, тоа е она што останува на крајот на животот и да бидат истрајни, да веруваат во нашите заложби за поубаво утре, доаѓаат поубави времења, како што споменав, имаме промена на централно ниво на власта и верувам дека тоа ќе се одрази не само до општините, не само до советите, до градоначалниците, туку ќе влие и во подобрување на условите за живот за секој еден граѓанин на нашата држава. Ви благодарам многу за гостувањето, ми беше задоволство. Ми беше чест.